Кралицата на спортовите, како што милува да ја нарекуваат атлетиката, од секогаш била атрактивна и привлече кај влюбениците на спортот. На спортската арена Филип II во Скопје и на околните помошни терени се одвива атлетските дисциплини во рамките на Атлетскиот клуб на Македонија. Во присуство на најдобрите атлетски клубови Вардар, Работич, Илирија, Струмица и други, со своите резултати изненади и полицискиот атлетски клуб 7 мај. Поточи штипјанецот Димитар Пилешов, кој го освои високото второ место во дисциплината фрлање на ѓуле. Резултатот е одличен, а е постигнат без некој позначен тренинг, без поседување или практикување на специфични техники или грубо речено онака рекреативно. За малку Пилешков не ја фати и зацртаната норма, со која можеби ќе му се насмееше и репрезентативниот атлетски дрес. Но ова е почетен резултат кој ветува и кој во понатамошниот тек со струче и напорна работа може да се искристализира и во македонски рекорд. Инаку Димитар Пилешков е позната судиска фаца, и тоа фудбалска. Корона кризата го спречи за напредување на листата, но еве, паралелно со атлетиката, тој вчера во Велес полагаше трчење и фаќање на норма по која ќе се дуваат свирки на само уште 2 контурни надпревари. Знаејќи ги квалитетите и објективноста на неговата свирка, веруваме дека наскоро во есенскиот дел ќе го гледаме Димитар Пилешков како главен судија на листата и на првата и на втората македонска фудбалска лига. Впрочем, доказ за неговото одлично судење и објективност е надпреварот во Могила помеѓу Партизан Обршани и Кидго, кој го добија гостите од Пехтево со резултат 0:2. Тоа беше преседан во македонското судење и невиден тест, бидејќи за главен судија беше делегиран Димитар Пилешков и како генерален секретар и представник на Кидго беше неговиот татко Јованче Пилешков. На тој надпревар Димитар Пилешков досуди сосема заслужено пенал за гостите и немаше никаква реакција од домакините кои спорски го признаа поразот и им честитаа на играчите на Кидго за победата и на судиската тројка на чело со Димитар Пилешков за фер и коректот одсудениот надпревар. Па нека му е со среќа и во фудбалските и во атлетските води.